Спроведување на договорот со Бугарија, опипливи резултати од историската комисија и потврда дека уставните измени остануваат главниот услов за отворање на првиот преговарачки кластер. Ова се дел од најчувствителните делови во компромисните амандмани на Европскиот парламент за извештајот за Македонија, до кој дојде Канал 5. Значајно е тоа што меѓу нив никаде директно не се споменува амандманот на известувачот за Македонија Томас Вајц, кој побара разјаснување дали вториот билатерален протокол меѓу Македонија и Бугарија е дел од преговарачката рамка. Наместо тоа, документот се повикува на договорот со Бугарија и обврските кои произлегуваат од него за земјава. Во амандманите се наведува дека постојат различни толкувања за историските карактеристики на македонското општество, но содржана е и формулација според која јазичниот, културниот и националниот идентитет не треба да влијаат врз пристапниот процес. Сепак, можеби за прв пат во извештај за напредок на земјава е вметнат зборот фалсификување, кој се однесува на бугарски натписи во Македонија. Го признава постоењето на различни толкувања во врска со историските карактеристики на македонското општество, нагласува дека извештајот нема за цел да прејудицира или да го ограничи научниот дискурс за овие прашања, ниту пак ваквите толкувања влијаат врз проценка на напредокот на Македонија кон пристапувањето кон Европската унија, кој останува заснован на копенхашките критериуми и принципите на добрососедски односи. Ги повикува сите страни да ја продолжат работата на заедничката комисија за историски прашања на Бугарија и Македонија и да ја исполнат нејзината работа со добра намера, со што ќе ги зближат општествата. Го осудува секој обид за замена на историски споменици и или артефакти, вклучително и уништувањето на автентичното културно наследство, жали за уништувањето и фалсификувањето на бугарските натписи. Во останатиот дел од текстот се нотира со загриженост и како што стои силната врска меѓу владите на Македонија и Србија. Во делот за правосудството пак наведено е дека напредокот на Македонија ќе се мери врз основа на заслуги, а прашањето со уставните измени не треба да се користи како изговор за неспроведување на реформи. Дополнително се нагласува потребата од засилена борба против криминалот и корупцијата и спроведување на законите од реформската агенда. Нотиран е недостатокот на напредок од последниот извештај со барање за итна и обновена политичка посветеност. Покрај компромисните, Комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент усвои два амандмани на бугарските европратеници кои се однесуваат на работата на историската комисија од која се бараат опипливи резултати, како и повикот да се одржи следната меѓувладина конференција меѓу Скопје и Софија. На таа тема шефот на македонската дипломатија Муцунски порача дека услови за такво нешто нема. Во овој момент сметам дека нема услови за такво нешто, бидејќи сметам дека во овој момент треба да бидеме посветени на градење на доверба за многу други значајни прашања, а кои што се од стратешка природа, како стратешки погрешната одлука на Бугарија да го прави ова што го прави на нашата држава. Интересно е тоа што во текстот на компромисните амандмани за земјава терминот македонски граѓани или македонска влада секаде е заменет со граѓани на Северна Македонија или влада на Северна Македонија.